Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Реализацијата на капиталните инвестиции е на исто ниво како и ланската година. Планирани се 150 километри патишта, а Министерството работи на повеќе од 20 проекти во делот на водоводи и канализација, рече денеска министерот за транспорт и врски Горан Сугарески на денешната обиколка на експресниот пат Штип-Кочани, отфрлајќи ги, како што рече тој, надписите дека имало слаба реализација на капиталните проекти. Вкупната должина на експресниот пат од Штипската населба Тричешми до Кочани изнесува 28 километри. Директорот на јавното претпријатие Државни патишта Зоран Китанов рече дека сите патишта кои се започнати, без разлика дали се работи за реконструкција или изградба на нов пат, во континуитет продолжуваат да се работат. И овој експресен пат од Штип до Крупиште ќе биде првиот голем пат пуштен оваа година, треба да биде завршен некаде крајот на јуни. Со тоа многу ќе се олесни на делот од Источна Македонија да може да има директна врска со побезбеден и посигурен пат. Од почетокот, тој е започнат април 2017 година, но е започнат без завршени експроприации, без решение за водоводните инсталации кои ќе се за наводнување на ова поле и без третирање на косините. Значи се правеа нови препроектирања, се завршија експроприациите 100% и работата си оди со темпото како што треба да биде. Делот што се работи од Крупиште до Пробиштип е во завршна фаза и се прават напори да биде завршен почетокот на месец јули. Браната на река Отиња можеме да очекуваме да почне да се гради во септември. За почеток на изградба има 200.000 евра, но има уште бирократски процедури за издавање на градежно одобрение. И за најмали типови на објекти се даваат забелешки, а овде се работи за многу сериозна конструкција, многу сериозен објект, така што ти имаат своји забелешки. По тие забелешки треба да одговори градежниот факултет и тимот кој што работи на браната. Кога ќе се одобри и ќе се даде позитивно мислење на овие забелешки, веднаш потоа ќе пристапиме кон аплицирање за градежно одобрение во Министерството за транспорт и врски. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk.